Ново небо, многу звезди се редат, кај Миро Кацаров во прайм тајм седат. Спреми виски или Дон Периньон, жолта штампа, сега на микрофон. Енергија врие и добар вајб се грева. Секакви приказни кај Миро има врева. Миро, повторно со ново ноќно шоу. Light, camera, action, go! Дами и господа, доаѓа период на убави празници кои што дефинитивно шират многу позитивна енергија. Шират љубов меѓу неблиските, шират празнична еуфорија која што веќе ја чекаме цела година. А доаѓа време кога стартува вашето омилено вечерно шоу Вечер по 8 со Миро Кацаров. Затоа вие сте на вистинска телевизија, на Алфа телевизија, останете со нас, затоа што како и секоја недела, тоест секој четврток, во нешто после 8, или секоја реприза во сабота нешто после 18:30, најпопуларните јавни личности и Либеро Пенце на едно место! На моето омилено место. Да, се враќам веднаш после краткиот джингл. Одлична емисија ви најавувам заедно со еден од најпопуларните македонски артисти, човек кој што потекнува од богата музичка фамилија. Мој пријател, колега и човек кој што ги има едни од најголемите, збориме за македонски хитови, едно познато презиме во Македонија, Тарабуров Александар! Девојка, дама, глумица или актерка, пеачка поново, керка на Нена Стојановски. Јана Стојановска, поранешна мистица на Македонија! Човекот кој што прв пат го видов со едни интересни, како да кажам, со тоа изреки луѓе. Тоа се некои поговорки кои што не само што ги научил или ги прочитал, туку и самиот ги пишува, му доаѓа, тоа се емоции кои што се прераскажани на картон. Емоции кои што се напишани со пенкало. Станува збор за Попакис, инфлуенсер од Македонија! Зашо не би долесе нешто напишано? Тоа се излив на емоции, напишани на картон. А ја малку сакав така, Да, нели, да супер, се направам супер, паметен кажа. или не се направи Не, паметен, па нема веза. Супер Да. си, поштам. Еве, ова или кратки пораки можеме да кажеме. Паки сме прашува, вика, сега треба пееме, вика нешто, му викам, па ти... Помпее бе. Не, викам, напиши напиши ја песната на картони, Текстот. викам, само И покажувај. Чекај ми, ти пееш, не едно време пееш. Се правам, само на дрво не се качувам. Ама да знам дека си пееш однага. Чекај, Бомбакис, Од душ. ти текнува ли кога правевме нешто песна, сега ми текна Па мене да, на имаме под... рефрен, ја и Има, ти. да. Има. Само не е за Сам уефериш. рече нешто песна да му направам. Сега си врати филм дека уствари песна му имам. Многу е амбициозен. Дури Добро, до песна стигна. Ако да му се пее на човекот да си... И пред да почнеме со емисијата, морам да ги поздравам луѓето без кои дефинитивно немаше да бидеме македонска телевизијски етер. Тоа се нашите спонзори земипари.мк, најдобрите во Македонија, Петроил, Ново село, Скопје, Црво Експрес, Автовелт, Джико, да не сум заборил некој ресторант Цезарица, и игротека Томи и овие чајови кои што нешто ново на македонскиот пазар, а тоа е Шаргом Ти или Шарго чај кој што ги има од треша, има зелен чај, има и малина. Кратки, овде сум запишал вашиот момент со картони, пораки на вистина форма на протест или само трик на популарност. Од све по нешто. Од све по нешто. Се појавуваш кога? Пред 6 години, сега скоро 6 години. 6 да. години. Имаше, како кажа ти, на емоции излив? Излив на емоции. Излив, имаш излив на емоции Не. или сакаше да бидеш едноставно онака Популарен? Популарен, Не, пошто не, ја не одмah сакам. сака да е популарен, не, Скроз реално. беше спонтано затоа што со кумот мој седевме у двор кај него и као он ми напиша, тоаш беа актуелни инфлуенсери, бе, почна да бидат. Тогаш беше, да, тогаш почна Да. тој инфлуенсерство во И као Македонија. ми кажа, пиши порака, не сте инфлуенсери, невработени сте, што е точно. Еве,
денес стојам тука пред вас и сум инфлуенсер и сум невработен, си се докаже спротивното. Да. А стварно мислиш дека сите инфлуенсери се невработени? Па, некои се вработени. А тоа професија ли се бе бомаки си инфлуенсер Па да си? сега више станува професија. Професија, гледам и се Да. плаќаат многу Се пари. плаќаат многу И некој пари. си заработува и добро си живее од тоа. Точно, Инфлуенсер, да. И многу ми е мило, значи не е само јас сум многу реален, многу ми е мило што гледам некои инфлуенсери и уложуваат во себе. Да, убави се, згодни се, има добри приказни, добри рилови. Едноставно гледам дека веќе се движи, не е тоа само тоа снимаме на телефонот и напред кат и пуштим ја рекламирам, карикирам за некоја фирма. И браво, значи има приказна и тоа е добро. Не се само србите и хрвати и бугари, значи ние сме добри. И дајте напол со македонските инфлуенсери и затоа реално колку и да мрците луѓето кои во драма како што изгледа. Јана, бидејќи како што кажав, дали некогаш ви се тоа ти се чини дека глумата ви е морање од дома, дека мора да бидеш глумица, или тоа е наследно семејството, апропо муабетов крушта под круша. Знаеш, има родители кои што децата викаат мора да бидеш доктор, ние сме доктори, мора да бидеш машиновозач затоа што од мал си со воз у мене, те возам до Приштина и назад така натаму иако нема пруга. Па мислиш? добро, кај нас беше морање иако беше забрането. Например, на мене кога бев мала, во еден момент ми беше забрането да се запишам Занимаваш на со глума. академија. Да? Да, Од ние сме- Силвија мајка ми или рече- од Ненад? Силвија. А со Ненад имав една ситуација кога изјавив дека сакам да се бавам со глума. У југото црвено се возевме, се сеќам ко вчера да беше, викам тато, знаеш што, ја кога ќе пораснам ќе бидам глумица и памтам дека загрцна во момент се Да, те слушам. и рече Јана, види пиле, ја ќе направам све што е у моја моќ, вика ти да не станеш глумица. Види, Ненад беше многу популарен, не беше разочаран од глумата, па да не сака ќерка му. Па види, тоа беа други нивоа, тоа беше на ниво на Југославија, некои стериини позорија беа тогаш во прашање, некоја поширока глумачка фамилија беше во цела Југославија актуелна и присутна, ама да ти ја завршам реченицата, ми рече, ама ако си ти доволно упорна дека сакаш да бидеш глумица, јас ќе направам се од себе, се што можам, за ти да бидеш најдобра. Нормално, на крајот денот родителите не поддржуваат. Апропо, дали некој Штарабунов, таткото, презимето на Мене таткото... дома цел живот ми зборат зашто не сум запишал глума. Стварно? Зашто? Не, Па ама да. дали, друго прашање ти поставам. Татко ми поготово Дали некојаш твоето презиме на Тарабунов, кога беше уште неафирмиран пејач, се представуваше и идеше на Тарабунов, на татко ти на славата? Дали едноставно си бил во такви некои ситуации да кажеш, добро бе, татко ми е пејач, знам како да пеам, ме разбираш, знам или тато кажи му на тој таму да пеам, ти текнува? Не, никогаш не сум бил до толку амбициозен за музиката. Секогаш порано бев како подзасрамен и си пеев само кога сум сам. После тој процес ми дое сосема природно, како созреваш. Ти се појавуваш до некој бугарски идол, ако... Да, па тој беше и во Бугарија и во Македонија се гледаше, тогаш многу беше актуелен. Колку години беше? Тогаш? Да. До 18 години. А претходно немаше пеено ништо? И имав некои настапи само во Скопје, такви 2-3 настапи, не знам. Зашто учев во музичко и тука почнувавме да снимаме, да правиме. Да. Јана, сенки над Балканот. А, те вивна? Да, како не. Така? Да. И што се деси по сенки на Балканот, Брежено? И па после сеќи на сенки на Балкан се случи конакот Хилмија, Миро. Добро, Миро. Нели сенки на Балканот некако мислиш дека ти беше твоја лична карта за филм за Србија? За во Југославија, да. Да. Пошто следната серија која што ја добив беше во Босна во копродукција со српска продуцентска куќа. И сериозни ликови беа там. Мислам, тоа претпоставам, помалку беше популарна кај нас таа серија, ама прилично популарна на Бело Грлич на режисер. Балканот. Во Сенки над Балкан, да. Како е да се работи со таков лик? Па, Искрено некако не кажи ми нешто го немаш одговорено од другите милион програми. види, знаеш како, Комплициране, комплексене? колку се по големи луѓето, Се колку поедноставни. се поедноставни за комуникација и за соработка. Од моево искуство, например. Човекот беше многу прецизен, не правеше многу компромиси, стриктни индикации и без многу завртување, филозофирање и губење време. Изузетно прецизен.
имаше карактер. една сцена која што многу беше хит во Македонија и беше хит на социјалните медиуми. Дали тоа значи дека си толку многу професионална? Не знам на која сцена мислиш. Сцената кај што беше интересно, малце за македонски глумици не секојдневна. Ајде биди попрецизен. Па прецизен се, ја не знаеш што зборувам. Збориш за сексуалната сцена? Така е. Добро. Не сакам се, Тоа- знаеш, ипак сме пријатели, можеби ќе се навредиш, али моје беше Па кога веќе ме почна? Ама кога веќе е снимено тоа, да. Сакаш намерно да се направи. Не, никако, ма веќе е снимено, Ама, знаеш, веќе па. тоа, знаеш. Види, јас сметам дека кога се запишуваш на академија, како глумец Добро. или глумица, Добро. треба да си свесен дека во еден момент твоето тело голо или облечено Ќе биде- работи како костим. Значи ти не си тој. Ти ако не направиш дистинкција од своето јас, треба да се бавиш со нешто друго. Сега не ги навредувам други, има глумци, одлични глумци кои што просто не се согласуваат со Не углот. согласува така, апропо ми беше тоа. Јас сметам дека ако јас така се чувствувам, така сметам и така делувам, ако веќе го правиме, да го направиме вистински. Верно. Дефинитивно си една од ретките што размисла така во Македонија, кој веќе не сме толку конзервативно општество, нели, веќе се стремиме, знаеш, Инстаграмот, Гуглот, интернетот да однесе, баш ки се шетаме. Тоа Имаме веќе на Инстаграм на стори почнаа да се совлекуваат, тоа е па не во страшно. филм. Да, тоа ја нашо направи бареме дел од Да. уметност, тоа е дел од култура, она што кажуват дел од филм. Знаеш, твоето убаво кажа твоето тело веќе костим, ама за глума, кажа ти глуме за режисери, а они тука се Тоа што сликаат има за приказно. лајкови, апсолутно А не така секој да. ден на стори, Да. на тацна се извадено. Кога сме веќе кај интересните теми, уште една интересна имам за тема и сакам да направиме песна бидејќи луѓето го очекуваат убави празнични денови да доаѓаат. Дали и зошто некако на почетокот некако ми се постави ти освен инфлуенсер, освен картоните, освен тој наплив на емоции, некако и цело време за борбата збореш со ракот, многу јавно. Дали тоа многу пати знаеше да го искористи за тоа што само, нели, народно кажано да ти има или да популарност или сакаше да ги отвориш очите на другите? Не за да ми има, сам да зборам на таа тема за да помогнам на другите и сум помогнал до сега на доста луѓе Има што се пишува на луѓе кои што да, и се провериле и се здрави и живи сега затоа што јас ги терам кампањите години уназад со ракот и со на тестиси за машкото здравје, така да и победник сум од тој Јас ти честити, дајте да наплов за тоа што дефинитивно го победи тоа зло и пред да те запознавам и еве сега имаш дечи, да се живи, здрави, Да. прекрасни и тоа уште е напел за сите дека невозможното е возможно. Само со позитивна мисла, да. Некако као феномен си бомбаки со тоа и да си ми здрав и жив. Фала ти. И ти да си ми здрав и жив, така да нека се проверуваат сите, како што викам секоја година, мислам, не само ноември, преку Тие целата моменти те година. научи нешто у животот, освен тоа што научи да Па бидеш борец. малце да гледам другачие на животот, да ги ценам поише работите. А сега ако се присетиш, ти викаш дека Па, бляк ти е таа состојба или па не, нешто дека поминато ме научило на да се борам у животот, да не се откажувам од прва, зашто ако се откажеш, више тоа е тоа, као пропаѓаш, така да идеме напред и гледаме дале да продолжиме. волја за живот. Дајте една песна која што малце ќе не дигне, иако зборевме на убави теми, но ова е победникот на првиот дел. Зашто ке рече по црна кутија старо што ке види, го градам да и го дадам се што сака и правам да ја задовола. Да сака живот сабот на треска фуда мини од 76 шести стикла брилијанти нијако шминка. Mašino, vrati go, pomoda iskoristamo. Startuvaj i prati meni s vremeto. Ajde, startuvaj, vremenska mašino, vrati go, pomoda iskoristamo. Startuvaj i vrati meni s vremeto.
бакенбарди и пуцмал афрофризури, долги кратки, тесни кошули, звонарки. А таа сака живот забот на треска и на диско, откачува лесно ја гледам, денес слушам латино. Ајде, стартувај, временска машино, прати го во моја диско ритамот. Стартувај и врати ме низ времето. Ајде, стартувај, временска машино, прати го во моја диско ритамот. Стартувај и прати ме низ времето. Стартувај, временска машино, прати го во моја диско ритамот. Стартувај и прати ме низ времето. Ајде, стартувај, временска машино, прати го во моја диско ритамот. Стартувај и прати ме низ времето. Се враќаме назад во студио. Дечки, дали ви се допаѓа? Супер. Супер, не, добра енергија. Нова енергија, Нова енергија. супер ти е емисија. Фала, Текла Злати. Ти си чест. газиш нон-стоп, ама сега... Фала ти срце. Затоа треба да се одмориме за оние кои дефинитивно треба да ги напоменеме, тоа се нашите спонзори без кои немаше да постоиме ние. Земи си време, земи си чоколадот, земи пари, сакаш малце блачко. И земи си пари многу нормално од оние на кој или кај кој е многу едноставно. Земи пари на земипари.мк или ако те мрзи да сурваш, земи си пари на телефонот 13 515. Земи пари со 0% камат, драги мои. Одлично, од 6.000 до 90.000 денари на 3 рати. Ако веќе земаш пари, земи пари, дефинитивно е твоето решение. Исто така, многу пати бараме решение за регистрација на кола, за осигурување на брокер, најчесто викаме ле брат гужва и неко тоа во план Б. Најчесто ние кај нас, нели? Моите пријатели од Петро Оил во Ново село Скопско викаат најголем стрес едноставно решение. Сега многу полесно, Петро Оил се на едно место, брзо, едноставно и без стрес. Убедливо најповолен технички преглед, брокер кој брзо лесно ќе ви понуди осигурување на вашето возило. А при тоа, драги мои, си добивате и 10 литри гориво. Така да, Петро Оил има и поклон за вас. Не забравајте, тоа се одлични брендови кои ја поддржуваат македонската музика и македонската емисија вечер по 8 со Миро Кацаров. А сега се враќаме за неколку минути, бидејќи на сцена стапува Тамара од Max Model со прашањата од Инстаграм за нашите гости. Ама па цело време застануваат до тебе девојките од Max Models. Така ме намести од студио, тука викат на средината стоиш. Да, нема да те карат, бе, добро, кажи Иванче, чекај. И да ме карат, бе, не е проблем. Па нели, ние сме јавни личности, треба да има околу нас све и свашта, баш га сме верни. Види колку си убав. Ама како си каже и да ме караат не е проблем. Ја не сум видел до сега. Никој што го кара, никој што го кара, а да не е проблем тоа, ме разбираш? Абе, види ќе свати и знаеш кога. Знаеш ти кога ќе свати он дали го караат или не караат. Па добро, да. Многу добро одговори. Па ти ќе си кјутиш, брат. Се прави врај, разбираш. А, нели, да. Не е проблем. Дома гаранту лошо ќе оже. А Тамара, како си, дали си добра? Јас сум одлично, Миро, фала ти, фала на убавата најава. Добро, имаме некако прашања, мислам две, како, ајде? Да, за секој гост имаме по две прашања. Така? Кратки прашања. Јас би почнала со Јана. Ајде. Секако дамите имаат предност. Фановите велат дека си жена со став. Дали ставот некогаш ти затворил врата или само ти помогнал да ги видиш вистинските луѓе околу себе? Па ми затворил врата таму каде што не сум требала да влезам. Толку кратко и јасно, толку. Јас би продолжила со Александар. Која е најголемата неправда или пак подценување што си го почувствувал во кариерата?
Сме трпеле многу неправди во текот на кариерата, али сега не можам да се сетам баш точно. Класичен македонски одговор, не можам да се сетам. Стварно не ми текна, али Сигурно ќе го имало кажам некоја во Кажи ме неправда, србите пунат, ние не пуниме, тоа е тоа. Србите имат се, ние немаме Зашто да не пуниме Тоа ние? не е неправда. Зашто? Доаѓаат Аха, неправда, не знам, сите, ајде ќе кажам, ќе зборувам во гласот на сите колеги, тоа што минимално е застапена македонската музика, во етер, тоа е во радио и телевизија. и се плаќаат 1000 евра за србите, а нас колку ни даваат ако може поевтино, така? Да. Што се подценети македонските артисти Да, во многу Македонија. добри артисти има во Македонија. Па не е реално Јана така. Не се каде што треба да бидат, каде што заслужуваат. Ја глума за Тоа некако како некоја неправда, али Така. не би го кажал неправда. Наше е да работиме, па сега што ќе биде, ќе видиме. Доаѓаат и добри денови и лоши денови, така. Така, прифатливо. Бомбакис, сите те гледаат како еден од највлијателните инфлуенсери. Дали некој се обидел да те купи со еден збор за да зборуваш убаво за некој? А има такви цело време што се обидува да ме купат, ама некако не им се давам, пошто ако нешто не ми се свиѓа кај луѓето, не им правам лице, него им кажувам искрено, така да не постои цена што може да ме купат. Така. Чекај ја подпраше, например, нели Тамара, сега му доаѓа некој продукт со он што треба да го рекламира. Ако не те свија, нема да го рекламираш. Да, ако не ми се свија, нема. Не постои цена што би ми дале за да прифатам да рекламирам нешто што не е по мој вкус. Реално и до сега така сум го правил тоа и така и ќе остане, пошто стварно не све Не, рекламирам. тоа е апсолутно, нели тоа е вистински инфлуенсер. Треба прво да го продуктот Така. да Да знаеш ми се дали Треба да го свиѓа. натераш ти тој што гледа, да го Така е, купи прво тоа. треба на мене тебе да ми се продуктот да го свиѓа. користиш. Да. Да Го застанеш кажа. позади продуктот. Така е. Дека е добар и дека Најполитички ја кажа. гарантирам дека е добар за тоа. Па не, сериозно. Така. Дали алудира на некои други инфлуенсери? Второ пат Не знам, прочитам. ќе ги напиша, ќе ги... Види, А, добро. ја не- А имаш многу инфлуенсери што имаш многу што би се продар. Мислам и се продале. И веќе се продадени, така да. Оставам на вас да погодите кои се тие. Лесни се. Се гледа. Добро, Јана, која е најголемата етикета што ти ја залепиле? Мене етикета! Ти си изнаѓути. Еј, дебре, па ти Дека сум тврдоглава, дека не може да ми се влие. Дека А не ли сте доглава? дека сум за својово право, а сето тоа е вистина. Браво. Многу искрено. Етикета, не знам, етикета. Тоа? Тоа. Па до ја не слушам Дрска, нешто, дрска. Не, Не, не е сум дрска, дрска. кај е дрска. Сакаше да се кара со мене Искрена преку телефон сум. вчера. Кој пише, викам само ти не доаѓаш студио. Ако сакаш да се не бе неким да се кара, викам продолжи понатаму. Александар, имаш долг стаж на сцената. Дали некој колега некогаш те засенил намерно или пак ти украл некој момент што требало да биде твој? Дека некој колега ме засенил, тоа го немам осетено до сега. А нашиот бизнис е малце така прљав да кажам, не знам како да го кажам. Има многу луѓе што не ти мислат лошо, што не ти мислат добро. Така да во текот на годините сум осетил некои неправди во врска со музиката, со некој, не знам, кога сум влегувал премногу искрено во нешто, па сум си кажувал некои мои идеи музички, фрази кои што некој си ги искористил, а јас не помислил дека некој може тоа да го искористи, така да тоа било нешто така што го имам осетено. Добро. И Бомбакис, често коментираш туги потези, па дали може да ни откриеш кој е твојот најголем погрешен потек? Често коментирам туѓи потези, а немам ја погрешен потек. Сите ми се прави, така да не би искоментирал ништо на таа тема, а другите грешат, да. Мислам, јас сум совршен, така да се шалам таман работа. Не знам, до сега не сум имал некој така погрешен, пошто 10 пати ги размислувам работите пред да направам нешто. И мислам дека не сум погрешил, ако сум погрешил, нека кажат О, со луѓето, песнава нека само. ми пишат, да, со песната може со тара што сакавме да ја снимаме, демек да се пробамо музички води, не ми иде, не пеам, Да. како гавран сум, гракам, така да може би Подобро тоа. пееш од Тоси Зафиров сега го че беше Да, емисија, од која Тоси. он не пеа, не уста му се тресеше. Да.
Се сами бе има имам дома тренер. две Добро, рибички, ја доловил со. Жими се тука го гледав, вака го гледав у профил и само онде отвараш само му тресеш уста. А тоа му е од вибратото, се него разбираш. Тоа ти е исто како Тоа ше наш брат бе. Да. кога пеат, кога прават овака на микрофонот, демек Мараја Кери, знаеш? А, Демек демек. го осеќа тонот и мора да прави овака со рацете, нема врска. Аха, не сум. Од емоција. Све да. Тамара имаме Оција, нешто. да, и демек. Тоа се тоа прашање. Ти благодарам Тамарце. Поздрав до наш модел. Чао, чао, чао. Ти не си ден, ти не си приказна, не си птица, не си пролет, не си цвет, ти не си сон, не си поезија, не си зора, не си звезда, не си брат. Светот мој, не заборавен си пој, чуден пој, секој ден, што го слушам и пеам на љубава музика, создадена за мене, единствен звон, што го љубам, што го знам, ти не си ден, ти не си приказна, не си птица, не си пролет, не си цвет, ти не си сон, не си поезија, не си зора, не си звезда, не си бран. Светот мој, не заборавен си пој, чуден пој, секој ден, што го слушам и пеам на љубава музика, создадена за мене, единствен звон, што го љубам, што го Се враќа Миро во студиото на Теребонов, прекрасно изгледа. Па да, фала ти. Ај, па да. Се потрудив малце. Одлично беше. Зашо така му изреагира на Сергеј што те направи пепел на Инстаграм? Па, Некако многу му Не изреагира. знам, тоа ни е веќе како на некои 5 години знаеме. Ама да се многу закаже. некако му изреагира, оно... Како да кажам? Добро, тако ми беше Тако, периодот. да. Не, ја мислев ќе грмнеш нешто, значи пепел те напри, човече. А како ја не грмнав. Па нешто, Повеќе да грмнам од тоа што па го не ставим. нешто му пишал, неко беше многу ти мирен, Ама тиво. после тоа ти не ги виде сторињата. Не. Да. Не виде ти. Живи после. мајка, не. Тоа Ја беше ги видов. вака. Да? Да, и бомбаки се. Е, па мене дете ми се Пише. родило. Тогаш ми беше периодот Да, малце така некако ти напет. многу мирно му врати, Не многу беше уопште дипломатски. мирно, не беше Не уопште беше, мирно. не беше. Ти па све знаеш, кој некој А стринка. морам да пратам, тоа ми е работа, што Знам, да... добро. Да, да. Кад бранија поротата ја виделе. Многу па после се договоривме после со Лазаров дека отидовме малце предалеку и се договоривме да си ги избришеме сите тие сториња за да не ја тераме. Оти мене ми беше, знаеш, како викаат србите, појавате туџа срамота. Ломте бабе, човек, мислам. Па добро, А ја тоа да не малце се ми беше отворам, пошто малце Ја бледо. имам и мускули. Малце бледо беше тоа. Не. Јас не знам што толку е, Не, знам, не, чекај, не. модна утка, да дојдеш у елече и у джемпер, ваков, не знам колку е модно, не знам што треба да ставаме,
како мачки да се шкртаме, нешто рогови. Мене ме фати О, оно језиво. модна катастрофа од тоа како вештерка што седи овако, не знам, тоа Мене е за ме мене фати језиво, катастрофа. како да ти кажам. Јас сум си сосема нормален. Добро, така супер да. и одлично. Еве, ја не сум го знала тоа Бомбакис. Значи, ја го видов, беше многу мирен. Аз знам дека, знаеш, дете од улица, од Карпош, оке, може и он. Не, почнав мирно, после ескалираше. Ти си прочитал првиот ден, ја ги. Да. Првиот понатаму. Така е, Првиот ден, прочитав. јас го фатив првиот ден, тоа, да. И го прочитав. Да, после. А чекай, 2 дена, не знам, Излегува мислам дека работите одма од и контрола. Трет ден имаше. Не го знам. Добро, Јанчи, нели? ако можеш, Да. Јанчи, ако можеш нешто, Јана, као ти иде? А? Као ти иде? Јас срце? во јавност ми Јана не оговарам и не знам никако да реагирам сега на Нели, ситуација, да, ма вака не, некако да. речи Не, бе, веќе се тоа е. загледам у една точка. Те видов, да, се зачувам, не видов. Дали можеш и дали сакаш нешто да избришеш од твоите улоги, дали биле театарски, дали биле филмски, дали нешто онака сега, мислам маце ова прашање кој што е поставувано. Не. Не, секоја улога е твоја. Да. Секоја улога ја доживуваш, се Па- глумиш самата себе си. Не самата себе си, треба да видиш кој дел од себе си е најблизок до тој карактер што го ствараш. Сме зборели приватно. Инаку- Зошто маце ми се отргна од театарот? Заради тоа што влегов во една улога, која што не ми дозволува многу да Таму се е се супер? временски. Да. Супер, одлично, под насмевката, браво. Да. Кажам една информација. Пак ли ќе збориш за Сергеј? Не. Со Јана имаме, мислам, не знам дали ја одглумивме, Не. дали ќе одглумивме овако. Не, никогаш остана Али сама на Јана ме проби. учеше како да глумам, значи имавме Кога тоа? во мюзикал Тајна моја за Тоше Проевски. Супер. Да, ние бевме- имаше нешто такво. Да, Да, требаше ние да бидеме бевме парод. партнери, ама Да, не се парод. случи ни една представа, пошто многу малку изведби беа. Така. Нешто се случи И со Јана станавме на проби. повторувавме читачки текстови цело време, она ме учеше како да го. Јана е одличен глумец. Да, Ама да. одличен кога станува збор. И многу беше така посветена да ми помогне за да сватам како функционираат глумци, да мислам, ја не можам тоа да го правам, ама мислам, не можам. Можеш, ајде кога те ставите можам. у ситуација, прилично фино се снајде, одличен бе. Да, и сите глумци што беа присутни ми викаа само немој да глумиш. Немој да глумиш. Така, Само научи го текстот така. и Биди. вика биди присутен, да. Така. Татко ми е цел живот во театарот и во културата и он кажува тоа глумец што глуми не глумец. Па да, уствари Немој треба да глумиш, бидеш значи, реал. влагате, немој да глумиш, апсолутно, и затоа многу пати јас никој пат не глумам кој мислам и претходните емисии. Јас сум тоа што сум и тука и надвор, значи него ќе ти глум, не глуми сега, треба да бидеш природен, луѓето саат како што си. Да, реално, ти- Бомбакис дали некојаш би се го тргнал тој и си бил и ќе биде само Кристијан Станковски. Тоа Бомбакис ти е веќе као некое брендчево оно. Па не, бомба ми е у Од мала, ама сега- да, ама сега Бомбакис некој ме нервира сам да си бидам Кристијан Станковски за Те сите. нервира, не? као, Па да. Реално Ти бомба се сум си досадуваат на тебе кој што те го гледам карактерот многу работи. многу работи, Да, те цело приметува и те време гледаме нешто ново наистина, се дешава и се здосадува и се Што си, бе, бара хороскопски нешто знак? Дупли бик. Што си? Дупли бик, да. Ја близнак да слушнам. Не близо. Тебе што ти се слуша тоа слушаш. Јана, пееш со Скопје Пеам. вие. Да, Имате настапи, бе, браво, бевте и у Будимпешта. Имате интернационални да. со Мишел Трајковски. Така е. Имате одлични И музичари. тоа им е одлично. Да, некој нов жанр, некако интересни сте. Би отпеала нешто тука малце да затоа што од кај ти прво талент да пееш? Не знам. Од дома, од некоја генетска фиока. Да, убаво кажа. Пее, да. мајка ми пее, баба ми пееше фантастично. Низиниот татко, тоест мојот прадедо, имал женски бенд своевремено. Аха, значи ти си И имаш меѓу долго другото генетска од така. Штип има потекло. Стварно, штипјани. Да. Има Поздрав до женски моите бенд. штипјани. Да. Супер, одлично. Сакаш нешто да отпееме? Па джипси составот е нешто сосема друго, Па, не е мора друга джипси. конотација, да. Може, знаеш како, направивме еден нов проект, така ги викам јас проекти, пошто се баш се проекти. Се вика Vintage Moon. И е една приказна која што исполнува музика од стар Холивуд и стари винтидж македонски песни, евергрини, винтидж Добро. сега, Добро. тоа е, тај, не знам како е на македонски Не, винтидж. знам жено. Еве- Трета Ста- емисија ми е денес. евергрински- Ја не знам како се викам.
Систем, Прашање ја како се. пија, не сум костим за джипси. Не, Маријана, значи не мора, значи која песна имаше Ајде, де со Либеро ќе се не знам договорите дали 500 може песни знаат. Чија си е, Славе Димитров. Така, значи, Ау! повели твоја сцената Јана Стојановка. Има еден дом сред жолто лисје, стајне тој по сите мисли, покрив тој е твој. И кошмар тој е мој, редок ми пред куќен праг, скриен поглед толку благ, ко секој да си ти под иста стреја. Була полет, во воздух смеја, ладна како лед, а бујна како цвет. Стојам долго, долго јас, гледам чудно и без глас, ко чија си, на кого радости му носиш, звезда си, во некој облак како плам, чија си, и кој ти дали долги коси, свет си мој, а ниту име не ти знам. Има еден дом што не се зори, скриен е тој по сказни гори, мора да си ти од него еден дел, еден добир толку мал, еден пак нешто се мал, а врел, чија си, на кого радости му носиш, звезда си, во некој облак како плам, чија си, и кој ти дали долги коси, свет си мој, а ниту име не ти знам. А ниту име не ти знам. Значи пак ќе имаш таа истата фора, сега ќе ми поставиш некој прашање за да ми дадеш пликотата. Да, Ајде бе, која? 3 прашања ќе ти поставам. Може. Која ти е омилена песна од Маквест? Лесно, Трајче Мане посебен. Ти, што ми ја украде душата ти, што ми ја зароби младоста, зашто ќе патам во животот, за кого ќе дадам се. Како ја знам да е, само таа знам да ја пеам, жени се. Браво, браво. Друго? Која ти е омилена песна од Евровизија?
Ангел си ти, пеам за тебе. Ангел си ти, те чувам за себе. Ангел си ти, но само за мене може да запре и време. И за на крај, која ти е омилена песна од Цветници? За ме рака. Ајде. Чекај, нели имаше една југословенска пејачка што пееше на Цветници, Ана Бекота? Ајде, добро. И песната беше? Дајте Да не е ми. на Валандова. Целиот живот го помина. Целиот живот го помина, по тие да се игра. луди веа. Така, кај беше Чао рефренот? ги му. Дайте му нему. Дайте му нему вино ракија. Како е много е дете, кој ти му че тај уште да пија? Не ти пишам. Сега ќе ми го дадеш пликото? Да. Сега вака. Македонија, слушнете, бидејќи имаме една одлична понуда за вас. Се ближат, нели, новогодишните празници, како што кажав. Газата на црво ви препорачува дека Будва за нова година е одлична дестинација. 3 дена за само 145 евра. А во Будва ќе настапуваат најголемите југословенски, можеме да кажеме, имиња. Тоа е Биело дугме, југословенска рок група, Ацо Пеович и Бресквица. Така да одлична понуда која е само драги мои, ако не се лажам, да, ова беше цената за 145 евра, бидејќи имаме една многу пониска цена, ќе ви ја кажам, а тоа е 125 евра или 7750 денари за карнавалот во Венеција, кој се одвива од 12 февруари до 16 февруари 2026 година, плюс гратис разглед на Верона, еден од најубавите градови и град кој што има своја историја, нели? Роме и Јулија, плюс Милано, мојот град, бидејќи навијам за Милан. Сирмеона не сум бил, Лаго ди Гарда не и Венеција сум бил една од најубавите или најубав град во Италија. Така да, карнавалот во Венеција со Црв експрес за само 125 евра. Македонија, одлични понуди, тоа што го нуди дефинитивно на секој джеп. Се гледаме наредната емисија, да ми ги поздравиш Лепјани. Добро. Повели, пликота земи, пошто ќе имаш друга понуда на наредната емисија, знаеш, не? Да, ние се враќаме назад во емисијата и драги мои, дајте наполното детево, да, како убаво ми извози, како убаво. Пред да одјавим емисијата морам да ги споменам нашите спонзори Автовелт, кои што викаат не дозволувате било кој да ја вози. Ќе ја возиме ние со најдобрите коли или немојте да ви увек или секогаш кажуваат дека баба го вози или ја вози колата и дека се гаражирани така натаму и така натаму. Најважно е да имате луѓе од доверба, тоа се Автовелт од Кочани, гаранција плюс ти нуди замена, старо за нова, ако немаш доволно пари ќе ти обезбедат и рати и лизинг. Јас мислам дека Иван и ти имаше кола од Автовелт. Не? Грешка, добро. Освен тоа, Автовелт имаат и избор буквално за сечи джеп. Аджико се оние кои што ќе ви доделат поклон на крајот од емисијата, се за вашиот дом, домакинство, градина, вртоглави попусти, специјални клуб цени, моментално врие од новогодишниот асортиман, кој што со одлични цени. Наредното студио ќе биде украсено од Аджико. Скопје, Штип, Гевелија, Куманово, Скопје го има во Рам Стор. Чајот е многу интересен. Е нов и е од Шарго чај. Го имаме од Среша, имаме грин и имаме малина. И луѓе, ова е многу не секојдневен, бидејќи не ставаш и не го чекаш и не е после, нели, ако ставиме мет или шекер, буквално ова се вади и оно си тече од сите страни пробушено и после вака си го мешаш. Многу е доставно. И ресторант Цезарица кој што се грижи за сите да бидат одлично сместени, одлично угостени, со одлична храна, одлична журка, одлична забава, а при тоа да биде надвор од Скопје или гужвата и Илинден. Сите кои сакаат добра забава со најдобрите македонски бендови, а богами и српски, ресторант Цезарица во Илинден и од ново имаат, ако не се лажам, и кувар кој што имал работено и во ресторан со Мишелин звездичка. Драги мои, ова е крајот на емисијата. Ви благодарам многу, Трбунов, ти посакувам концертов што го организираш, ако не се лажам, во февруар. Да, го преместивме, зашто малце ни на брзање ние сега во декември да го реализираме. Има доста аранжмани кои што
треба да се дораспишат. Гледајќи тебе како испеа Голема песните, како ќе ги организација. направиш твоите песни, бидејќи имаш хитови Да, да. со македонски, нормално ти имаш твои песни Така. со од македонски артисти, текстописци, композитори, Да, ќе биде одлично, ти посакувам да ја наполниш или да го наполниш. А ако не се лажам, опери бале, така? Не, во Македонска филхармонија. Во филхармонија, Да. супер, одлично, па дај Боже да се отвори Има универзална над и да отвориш 26 универзална. музичари на сцена, Браво, одлично. за ќе Одлично, иде одлично. како што треба. Јана, ти посакувам дома се најубаво. Уште безброј улоги кои што ги сакаш. Уште ти безброј мира. настапи интернационални надвор Македонија со твојот бенд Скопје Вија. И Бомбакис, на тебе ти посакувам, имаш две прекрасни деца. Тоа што у животот си го зафртил, ти се остварува, а во иднина уште повеќе да ти се оствари. Хвала ти. Да, имаме поклони од Земи пари, додека ги доделуваш. Да, може, Тамара. Ова се поклони од нашите спонзори. Вам, драги мои, ви благодарам што бевте наша вечерашна публика. Вие сте на добра телевизија Алфа, јас сум вашиот домаќин Миро Кацаров. Секој четврток премиерно во 20:30 или нешто после 8 вечерното шоу со Миро, а нашата реприза е во сабота нешто после 18:30. За мене кои секогаш се гризат по каво, ГТЦ, Приземје и Промо Италија. Ти благодарам и тебе, Дива Китановски на Макс Модел, што секогаш, тоест модел се извинувам, што секогаш имаме девојки кои како можат да бидат потенцијални водителки на македонски телевизии. Македонија поздравувам со песна од Либеро Бенд. Илјада имала, илјада една намера во мене заљубена, а јас уште ништо не знам. Илјада имала, илјада една намера по мене полудена, а јас мислев дека те знам. Пред неја сум стаписан, Боже како магевсан, ама ки покажам се што треба ке докажам. Во неја цел град гледа, неја ништо не ја допира. За неја се ке сторат, само да ја добијат. Илјада имала, илјада една намера во мене заљубена, а јас уште ништо не знам. Илјада имала, илјада една намера по мене полудена, а јас мислев дека те знам. Пред неја сум стаписан, Боже како магевсан, ама ки покажам се што треба ке докажам. Во неја цел град гледа, неја ништо не ја допира. За неја се ке сторат, само да ја добијат. Илјада имала, илјада една намера во мене заљубена, а јас уште ништо не знам. Илјада имала, илјада една намера по мене полудена, а јас мислев дека те знам. Илјада имала, илјада една намера во мене заљубена, а јас уште ништо не знам. Илјада имала, илјада една намера по мене полудена, а јас мислев дека те знам.